Нашите граѓани заслужуваат достоинствен живот во сопствената земја и јас како председател ќе поттикнувам политики кои токму тоа го овозможуваат. Особено ми е драго што од септември 2017 имавме покачување на минималната плата на 12.000 денари. Уште поважно е што таа се изедначи во сите сектори, вклучително и кај одделите производство на текстил, облека и кожа, каде што минималната плата беше околу 8.000 денари претходно. Благодарение на ова решение, 50.000 работници од трудово-интензивните индустрии добиваат плати повисоки за околу 4.000 денари месечно, а вкупно 90.000 работници веќе 2 години добиваат повисока плата. Ова е само прв, но многу значаен чекор кон подобрување на условите за живот на работниците. Се реализираа и долгогодишните барања за бенефициран стаж на рударите, со што од оваа година мажите одат во пензија со 40 години, а жените со 35 години стаж. Овој закон веќе се спроведува и првите 50 рудари заминаа со бенефициран стаж во пензија. Со новите законски измени обештетени се 10.700 стечајци кои долго време беа оставени без никаков надоместок. Предвидени се по 7.000 денари за секој стечаен работник месечно, со што се исправаат големите неправди наследени од претходната власт. Како председател, приоритет ќе ми биде да обезбедам услови за развој и напредок на државата и сите нејзини граѓани. Посветено ќе работам на подобро позиционирање на нашата земја во меѓународните односи, но и на унапредување на законските решенија кои ќе гарантираат повеќе права за нашите работници и повисок стандард за нашите граѓани. На овој начин ќе им овозможиме животот што го заслужуваат тука и ќе ги охрабриме и младите да ја градат својата иднина тука, во својата земја. Мојот против кандидат има спротивни намери. Силјановска отворено говори дека ќе ги кочи и внатрешните реформи и интеграцијата на Република Северна Македонија во меѓународните организации, исто како што тоа го прави во моментов Ѓорги Иванов. Ова не смееме да го дозволиме. Затоа повикувам масовно да гласаме на 5 мај и да гласаме за бројот 3. За повеќе права за нашите граѓани, за услови за развој и напредок, за перспективна иднина во НАТО и во Европската Унија. Нека ни е честит Меѓународниот ден на трудот, од 5 мај натаму одиме сите заедно напред.